Океј, почнуваме како кантери играат Dubai Frogs, терори се Godz. Така, за Godz играат Сасанито, Килера, Хевикс, Туха и Дани, а за Dubai Frogs може ќе ти оставам да ги представиш. Сикито, Кико, Змиурник, Спиралс и Фатмир. Влегоа веќе на Б сајтот, Сикито одма со рифраг, ја смирува ситуацијата, но Цацанито е тука да го сопре. Убаво се рифрага Dubai Frogs 3 vs 3, но веќе имаат плантирано бомбата Godz и продолжуваат со нивната агресија. Хевикс одличен фраг, но одма Змиурник е тука да го рифрагне. Килера го утнува хечатот, но мислам дека се прилично сигурни во оваа рунда, посебно со Туха и неговата позиција. Килера со прекрасен хедшот и мислам дека он ќе ја заврши оваа рунда, токму така с два убави хедшота со својот глок и им ја дава првата рунда на Godz лид. Така е, 2 Килера, 2 Хевикси, 1 Сасанито. Успеваат да затворат оваа прва рунда. Иако добро се трейда на почетокот тимот на Dubai Frogs, одлични авторплент позиции имаа за земето тимот на Godz и тоа им ја донесе првата рунда. Гледаме сега форсбол од страна на Dubai Frogs. 3 дезерти, едно питоф. Дали се спремни терорите, агресивен пуш на рампа, ги сопреа сите. Хевикс од 3 фрага и Туха и с уште еден. Само станува Сикито на пред конектор и мислам дека и него сега одма ќе го бутна токму така втората рунда чиста за Godz. Иако мислам дека форснаа така или half buy беше, да, форс. Целосен форс, Godz со чиста рунда, 5 луѓе останаа живи од нивниот тим. Хевикс беше преспремен таму на рампа за да ги дочека дури тројца од играчите на Dubai Frogs. Гледаме од Кико две пиштолчиња, долберецац, но во меѓувреме целосно го оставија без сајтот, а токму таму одат Godz. Малци имаше тим демидж тука со Нейт, но веќе премногу каснат Dubai Frogs и Сикито ги утнува куршумите со Дигол. Фатмир! Еден куршум, 2 убиства! Но Туха е тука, ја враќа ситуацијата со нови 3 убиства од него. Спиралс. Зема калаш, може да проба да направи економска штета. Успеа Тоа го тоа. прави на Килера, меѓутоа Цацане тука да го затвори. Третата рунда за Godz. Не успеал да го фатам двата хедшота на Фатмир, мислам дека беа тоа. Да, со еден куршум. Ја не ги фатив, но слушнав еден куршум и видов 2 убиства горе, така да. Баш ке не беше момент за да го гледам повторно на Twitch, меѓутоа ако не си го фатил, тоа е. Така имаме агресија сега на... Одма на А влагаат терористите и Хевикс и Килера одма по чиста тоа сајтот. Бомбата ќе биде плентата од страна на Цацам. Дани во меѓувреме го наоѓа Змиурник. Дани го наоѓа и Ирал. И Килера ја затвара рундата со тоа што го убива Сикито и четвртата рунда иде во рацете на Godz. Дечки, после првиот гейм ќе ја смениме, очигледно, ако продолжи вака, зашто ако биде 16-0, стварно нема полза да го гледаме ова на стрим. А ако продолжи вака геймот, ќе смениме на после првата мапа. Во меѓувреме агресивни пушови од секаде продолжуваат со оваа игра Godz. Едноставно подобро пукаат од противничкиот тим, барем сега за сега, ако ништо друго. Спиралс со ротација само станува жив против петорица. Успева да го тагне Килера, меѓутоа дали тоа ќе биде најф. Над глава му скокна и сега Килера си го убива својот соиграч. И не успеа да најдат нож. No. Да. Фала Килера. Килера го спаси. Два убави нејда паѓаат Цацанито од 100 до 0. Тие нејдови беа на рампа. Да. Меѓувреме се протна некако Килера, но спремени се Dubai Frogs. Дали е на победок нивната прва рунда, но не, Дани со два прекрасни хедшата ја враќа на 2 vs 2 ситуацијата и Туха и уште еден кил, само станува Фатмир. Против Туха ја знае неговата позиција. Тука и Фатмир успеа да си го апгрейд на оружјето на калаш. 1 на 1 ситуација.
Бомбата ја има Фатмир. Тука е полека напредува кон сайт. Сега го спотнува и тука е со фраг врз Фатмир. Го убива и 0:6. Дечки, уште Реално еднаш... немав некои поголеми очекувања од овој надпревар, меѓутоа нели лошо е да се коментира. Така, ќе Речено. пуштиме најверојатно Baba 5 против Infusion, дечки следна, ако мислам дека тие играат. На секој случај Infusion ќе ги пуштиме, ама мора да ќе ја догледаме прво оваа мапа и после кој ги пуштиме нив. Килера сега пушнат во Window. Успева да го најде Фатмир и да го тагне Кико. Кико станува на 19 хп, 3-3. Каста ако можеш, трајче една минутка само. Секако. Сега идат на Б. Таму нема никој. Имаат фри плент. Тројцата играчи сега заедно ќе пробаат да изротираат, ги бритнуваат своите пушки. Доаѓаат тројцата во маркет, меѓутоа тука блиско е Дани. Дани не успева да најде ниту еден спирал, го пронаоѓа него. Сацани тука и со фрагови врз спирал и змиурник, останува Кико сам. Мислам дека нема што да бара на 19 хп, треба да се очува оваа пушка. И Цацан го убива Кико за 0:7. Тука е предводник во ова водство на ГОД со 9 фрагови. Еднаш позади него се Хевикс и Дани со по 7. Додека за екипата на Дубај Фрокс, Фатмир и Змиурник се со по 4 во меѓувреме си Кито го пронаоѓа на мид Цацан, Дани прави рифрак, паѓа АВП-то и сега Пирал проба да биде агресивен во апс, меѓутоа тука го спречува, Килера во меѓувреме го наоѓа и Фатмир мислам дека беше тоа. А сајтот е чист. Двајцата контртерористи се во џунгла. Одличен флеш, меѓутоа Змиурник не го фати баш најдобро. И успева да најде вториот фраг. Останува на 20 хп. Дани е тука за да го спречи. И така ќе биде фраг на Дани, Змиурник и 8-та рунда за тимот на ГОЦ. 0:8. Спиралс моли за една рунда, ако нешто друго. Во меѓувреме добив информација, значи ГОДС, ова е пикот на ГОДС, Мираш. Дубај одбра трейн и последната ако има потреба е Overpass. Меѓувреме Хевикс, Ова како последна лапа. да, Хевикс пушта брзо на Стерс, успева да го пронајде Сикито, меѓутоа е трейнат од Змиурник. Дани во меѓувреме во CT губива, односно во конектор губива Змиурник. Кико го наоѓа Цацан кој што беше кој што проба да влезе Window. Бомбата е плентната, имаат авторплент и 3-2 во полза за тимот на ГОЦ. И сега тука и Килера ја затвараат и 9-та рунда за ГОЦ. Voice of Scared of Vertigo. Сигурно прва имаат базирано Vertigo тимот на ГОЦ. да проверам, да. God's ban Vertigo, прв бан. За нас ја банира, не дека не сакаат да играат. Да ние не мора да ја кастаме. Сега четворица од терористите се групирани на рампа, односно на тројца на рампа и еден лапс. Дани ја отвара оваа рунда со фраг врз Фатмир, Хевикс го наоѓа Кико во цета. Продолжува Хевикс агресивно со банихоп, но ќе биде сопрен тука од Змиурник. 4 vs 2.
Змијурник, убаво, пронаоѓа еден кил, заедно со Spirals и он наоѓа еден, килера е бутнат на лоу HP, 21 има само. Меѓутоа бомбата е падната во цете и тука е Хевикс што отиде агресивно, но килера си скокан и смоук не му е гајле. Сега изгледа дека на повидок 10-та рунда за Гоц. one round ПЛС. Уф. Кажи Firestarter. Ќе ги пуштам да заврши оваа мапа сега. Не е кул на пола гейм да искочиме. 0:10. И гледаме Force by страна на Dubai Frogs. 3 Бабуш дезерти, бај. УМП и еден Фамас. Како очекуваше овој пик на Сикито, меѓутоа тројца сега играчи се пуштати на рампа. Дали ќе ги очекуваат сите тројца? Брзи тредови и килера со 3 фрага ја затвара оваа рунда. Хевикс му помогна со останатите 2 за 11-та рунда на Гоц. Дечки, ај сега ќе да прашам, значи, додека сте тука, кој гейм поише го сакате, Baba 5 против Фукру или Infusion против Lemon Squeezy? Пишете, на крај на оваа мапа ќе се префрлиме на тој гейм кој што го сакате повеќе. Сега изедначено изгледа Infusion, мислам дека победуваат. Да, Infusion. Да, Infusion сакаат повеќе да гледаат. Моментално се загледа во четот, меѓутоа да видиме дали ќе видиме првиот најф на дака е Цацанито ја затвара 12-та рунда со најф убиство врз Спирал. Нивната економија е преголема и да ги изгубат овие две рунди ќе можат третата да купат. Тука и со 15.000. Океј, Коки, ако можеш да ни пуштиш од Infusion против Lemon Squeezy геймот IP, за одма после оваа мапа да се префрлиме, во меѓувреме Спирал си да агресивно, но Хевикс од шорт позицијата го убива човекот на мид и се врти на 180 степени и губива човекот на шорт. Цасанито исто така агресивен кон Стерс, сега само станува Змијурник и уште седи на Б. Тука има 12-0. Добро. Нема да може да му пресува така да ретија. Пошто нели го дели со овако, со бројот на умрени. Постои шанса од Змијурник нешто да направи, но не. Хедшотот од килера е предобар. Дечки, истите луѓе кажувате Baba 5 цело време. Видовме повеќе има луѓе кои што сакаат Infusion против Lemon Squeezy. $13-0. Гледаме и Негев во рацата на Кико. Ќе искочи на мид Кико. А сепак не, смокот го одврати од идејата. Сега гледаме Сикито и Дани размена на фрагови, Кико и Хевикс исто. 3-3, Хевикс се тагнат. Сам во меѓувреме успеа да го пронеде Спирал. Хевикс Само губила и станува Змијурник. Дани го убива Змијурник. Првата умрена за Тухај. Кај може да направиме бе vote? Абе, Infusion имаше поише преска, така? Infusion имаше сега. Да, Infusion, дефинитивно Infusion имаше. Океј. Да не му мислам. 14-0 за Гоц. Уф. Таков тајминг за Хевикс, успеа да го најде Кико со бомбата во раце. А ќе биде 15-та рунда за тимот на Гоц, останува Змијурник сам. Хевикс со вантап успеа да го пронајде 15-0.
Коки, ако слушаш, дај ме направи еден стропол, кој од двата гейма да ги пуштаме, дали Baba 5 или Infusion. Не знам, али сега сакаат. Меѓу време, ајде да проследиме и оваа рунда, 15 Киве, секунди. ова првата рунда сега Килера и Дани го возвраќаат ударот што го задада тимот играчите на Баба. Првата рунда за Дубај Прокс. Камбек Израел. Камбек Израел. Ете стропол, имаме. Фалацко. На двајца од играчите на Gods пикаат на Window. Дани со 2 фрага. Мислам дека беше во Window, така е. Останува на 8 хп. Со 4 дезерти во рацете. Gods имаат предност оваа рунда и уште згора на тоа Спирал е на само 4 хп. Бомбата е падната на мид. Тука двајцата ја гледаат и Хевикс и Дани. Не, устари ниеден од нив не ја гледа. Не го знаат ни Спирал дека е таму. Цацан успева да го убие Сикито. Кико влага со бизонот, мислам, меѓутоа. Хевикс, каков хедшот! А, у Спиралс не е добро, се воздржа. Мислам дека сакаше нож да направи. И паѓа тој од прекрасен хедшот од Дани. Ајде да видам што се